Повели Чадовски. Да, Чомовски, продолжуваме во истиот тон, исто така бизнисот, економијата, здравието, образованието, нешто што е сите сектори погодени од ковид ситуацијата, ковид пандемијата, не само во Македонија, туку и на меѓународно ниво. Токму Американскиот универзитет ја има 16-та меѓународна конференција за европска интеграција, која што е посветена на последиците од пандемијата. Професор доктор Маријан Бојаджиев со нас на линк. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро најдов. 16-та меѓународна конференција за европска интеграција, сега посветена на последиците од ковид. И при тоа, како што реков, бизнисот, образованието, што е оно што сега ќе го разговарате на оваа меѓународна конференција, колку учесници имате и зошто е важна истава? Па добро, прво за ние сме посебно горди за оваа традиција, веќе 16-ти пат ја одржуваме традиционалната конференција за проширување на Европа, што е за нас посебно значено, се разбира, доаѓајќи од Македонија или од Северна Македонија, и се разгледуваат различни аспекти кои што се релевантни за Европа. Например, не знам, 2010-11 имавме две конференции поврзани на големата финансиска криза. Сега ова здравствената. Сега да, ова ни е посветена на здравствената криза. Значи, до сега сме имале, да не сгрешам, значи во 16 години сме имали учесници од 3 континенти, тоа е, се разбира, Америка, Европа и Азија, преку 28 земји, професори од преку 28 земји истражувачи до сега учествувале. До сега сме имале преку 350 публикации, научни трудови, кои што секоја година ги на крајот на конференцијата Меѓународен уредувачки одбор ги селектира и дел од нив, значи она што е најквалитетно ги објавува во посебен зборник од конференцијата. Зошто е тоа значено? Затоа што еден од трите публикации во нашата држава кои што се објавуваат на EBSCOhost, една од најголемите датабази. Значи е посебен предизвик за истражувачи, за професори да бидат присутни и да објавуваат на нашата конференција. Оваа година е специфична темата, се разбира, влијанието на пандемијата. Со многу повеќе предизвици. Со многу повеќе предизвици, да. Професоре, колку тие научни трудови потоа им служат не само како отворена дата база која што може да ја користат истражувачите, например, туку колку им користат на властите за да креираат политики? Па тоа веројатно треба да ги прашаме властите, дека ние се надеваме дека имаме придонес, дека влијаеме на policy makers, на оние што на крајот ги носат одлуките. Оваа година имаме разновидни, да речеме, трудови, дел од нив се бават со економијата, меѓутоа дел се бават со социолошките промени, со начин на комуникација во време на пандемија. Сите бевме ние сега се гледаме во живо, пред 6 месеци веројатно ќе разговараме на некој онлайн интервју. А и конференцијата ви е онлайн. А и конференцијата е онлайн, да, фактички прв пат, бидејќи го ја закажувавме, уште не знаевме како ќе биде епидемиолошката состојба, така да видиме кои се сите тоа искуства што ќе произлезат понатаму и да се надеваме дека некои позитивни искуства ќе допрат до оние што се значени за донесување на одлуки на управување. Јас ги спомнав бизнисот, образованието, здравието, на што е фокусирана ова 16? Па има, значи, посебни, како ги викаме, насоки на конференцијата кај што се дискутираат различни теми. Оваа година сме горди бидејќи ни е партнер покрај фондацијата Фридрих Ербер Штифтинг, што ни е традиционален партнер на конференцијата. Оваа година де факто ја правиме заедно со Обединените нации. Тоест, keynote speakers денес ќе бидат, значи, доктор Тавила, која што е раководител на Светска здравствена организација во Скопје, и Емил Крстановски, кој што е раководител на Меѓународна организација на трудот. Така да оваа година сме некако со Обединетите нации во партнерство при организација на конференција, што веројатно говори за значајот на пандемијата како светски проблем. Да, вие доаѓате од бизнис секторот, точно да. ги проследувате последиците од пандемијата. Накратко, ако зборуваме сега за конференцијата, при оние разговори аналитичари со одредени бизнисмени, аналитичари или слично, велат ова е пандемија не на големите индустрии, ова е пандемија која што пред се ќе направи разлика помеѓу богатите и сиромашните, ќе направи една класна разлика со губењето на работните места, бидејќи големите индустрии ќе преживеат. Каков е вашиот осврт кон тоа? Па добро, конкретно јас лично со тоа се немам бавено, меѓутоа гледаме во светот дека тоа се случува, разликата во вакцинациите, кажува дека Африка како традиционално сиромашен континент има многу мал
мало ниво на вакцинираност и веројатно сте во право дека разликите помеѓу северот и југот ќе растат. Она што е интересно на нашата конференција, значи ние денес нема да се бавиме толку со макроекономските проблеми, пораз на GDP и така натаму, него со проблемите што допрева доаѓаат, начин на комуникација во организациите. Дали имате сега еден феномен во Америка, многу вработени не сакаат да се враќаат на работните места, бидејќи патувањето, улиците, еден час патува до дома, да. Така да промена на работното место, како ќе функционираат фирмите, како ќе функционираат организациите после пандемијата, мислам дека тоа ќе биде интересен осврт и можеби кога ќе заврши конференцијата и некои заклучоци би можели да ги презентираме понатаму. Така да тоа е сепак една промена за која што уште не сме свесни. Ние сега вакцинација, маски, физичка дистанца, да речеме, тоа се основните параметри, враќање на GDP што е многу значајно. Меѓутоа, начинот на кој што ќе функционираат организациите после пандемијата сигурно ќе биде сосема друг. Тоа ќе биде свет 2.0, сосема различен од ова што го знаеме сега. И бидејќи неформално пред да го започнеме линкот, ми рековте дека можеби ќе треба да го менувате името, нели 16-та меѓународна конференција сега е за европска интеграција. Да. Меѓутоа, ако направите еден осврт на она што произлегло како заклучоци претходно, нели од претходните конференции и она што е имплементирано, каков фидбек очекувате од нели каква повратна реакција очекувате од оваа конференција? Па добро, мислам дека денеска е настан кој што е, како да кажем, кик-оф, дека ќе испаднат некои работи што се интересни и кои што дури ќе треба да се, например, јас сум член на Стопанска комора на Македонија, колегата Петровски е член на бордот на American Chamber of Macedоnia, така да во разговорите со бизнис секторот допрва ќе произлегуваат некои работи што ќе бидат дискутирани тука, а од аспект на промена на името, сериозно размислуваме бидејќи 16 години сме во некоја европска интеграција, можеби е време да дигнеме раце и да оставиме држава да се оди по свој пат, бидејќи очигледно европската интеграција оди по некој слеп колосек перманентно, така да тоа не знам како ќе не знаеме во која насока ќе оди, гледаме нови иницијативи што апсолутно ги поддржуваме како мини Шенген и Отворен Балкан, и ние имавме на конференција на тема на интеграцијата на Западен Балкан, која што даде многу интересни резултати, да речеме, во мај месец. Да не изумиме, денеска сме вака од една страна горди, од друга страна одаваме почест на нашиот поранешен професор Злат Миловановиќ, долгогодишен проректор. И во негова чест денеска за прв пат воспоставивме награда за најдобар научен труд, кој што ќе го носи неговото име доктор Злат Миловановиќ. Никој ќе го откриеме добитник. Па не го знаеме уште, мислам, јас лично да го познавам, така да на крај на конференцијата ќе биде презентирано. Колку време професоре ќе таа конференција? Денеска и утре. Денеска и утре, да. Добро, ви посакуваме секако. Благодарам многу на гледачите за интересот и на утренски брифинг што не поддржуваат. Ви благодариме. Фала многу. Професорот Маријан Бојаджиев од Американскиот универзитет, гостин во утренски брифинг.